Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, се враќаме со дебатниот дел. Тука е Джелал Хоџих од СДА. Господине Хоџих, добре дојавте во студио 10. Благодарам на поканата и поздрав за вашите гледачи. Да, ќе разговараме, се разбира, за актуелната политичка ситуација, за сето оно што се случува на политички план. Како што кажав во најавата, вие неодамна одржавте една голема меѓународна конференција посветена на геноцидот во Сребреница. Сребреница совеста на светот беше насловена. Сакам вака директно да ја прашам за почеток. Кој беше мотивот за одржување на оваа конференција токму сега во Македонија? Па имавме генерално два мотива. Првиот мотив е дека оваа година се заокружува 30 години од геноцидот врз бошњаците во Сребреница и секаде низ светот се, посебно во демократските држави, се одбележува и почнува одбележување. Главниот датум е 11 јули, кој веќе определен како датум и од Обединетите нации со резолуцијата која лани усвоена, но и од Европскиот парламент. Република Северна Македонија има усвоено декларација со која ја и дава поддршка на резолуцијата на Европскиот парламент со која се обврзува на сеќавање на жртвите од геноцидот. И тоа е првиот мотив. И вториот мотив беа случувањата кои ги имавме ние во јануари овдека и доаѓањето на Додик, каде пред македонската политичка елита испрати уште еднаш неприфатливи пораки за негирање на геноцидот во Сребреница. Тоа се неприфатливи пораки во било кое демократско општество. За такви пораки се носат и се носи политичка одговорност. Тој таа порака ја испрати во присуство на македонската политичка елита, која аплодираше на тоа заедно во присуство на рускиот амбасадор. И сега ние имаме една ситуација каде што Република Северна Македонија во 2010 година ја има усвоена оваа декларација и имавме можност да следиме минатите години каде што секоја година институциите која ќе доеше 11 јули оддава почит кон жртвите на геноцидот на еден или на втор начин. И потоа добивме еден момент да во медиумскиот простор и во политичкиот простор, кој не е официјален дел од државата и од институциите, но имаме се почесто такви пораки со кои се негира геноцидот и чувствувавме потреба дека треба да ги реафирмираме фактографски случувањата во Сребреница и се одлучивме за оваа меѓународна конференција, така да овие беа двата мотиви. Да, интересно е ова што го кажавте, бидејќи Македонија генерално немаше проблем во однос на тоа прашање во минатото, па во изминатата деценија, ајде да кажеме, и Македонското собрание има донесено резолуција и тоа прашање во јавниот дискурс ми се чини никогаш не беше ни отварано тука до неодамна, па за време на претседателските избори имавме такви моменти кога еден од кандидатите кажа нешто такво и гледаме дека тоа некако навлезе тој дискурс сега на негирање на геноцидот. Зошто мислите дека е тоа така? Зошто не е од еден огромен период каде тоа, како што кажав, не беше воопшто доведено во прашање, имавме еден општествен консензус по тоа, ми се чини, и политички, сега некако се доведува во прашање, се негира. Уште тоа во дел на медиумскиот простор и политичкиот простор уште немаме чепкање во официјалните позиции на државата. Република Северна Македонија беше и конспонзор на резолуцијата во Обединетите нации во Сребреница, што ја става државата на вистинската страна на историјата. Има повеќе фактори кои влијаат на ваквиот дискурс кај нас. За жал, ние со години дел од медиумскиот простор продуцира антидемократска и антизападна пропаганда во еден наплив на авторитарните режими. Ова е само еден од аргументите и кои може да се наведат за негативното влијание и нормално тие наративи кои доаѓаат од истокот, од Русија, од големо српската пропаганда, за жал,
навлегуваат и во македонскиот и политички и медиумски простор. Оваа меѓународна конференција имаше и за цел да покаже дека Сребреница е светска момент каде што светот ја одбележува и не е само прашање на бошњаците. Европската Унија, кога го одбележува геноцидот во Сребреница, има испратено неколку пораки во неколку години каде што велат дека нема место во Европската Унија за оние кои го негираат геноцидот. Затоа и ја направивме оваа меѓународна конференција да не само бошњаците, туку имавме говорници кои се етнички представници и на македонците, и на албанците, и на ромите, и на турците, и на повеќето заедници кои живеат во Република Северна Македонија. Потоа ја направивме меѓународна конференција, имавме јавување од Европскиот парламент на пратеникот Илхан Кјучук, имавме две експертки кои се јавија по ова прашање од Германија и од Соединетите Американски држави. Сакавме да испратиме порака дека Сребреница е вредносно прашање на светот, не само на бошњачката заедница во Република Северна Македонија. И мислам дека сосема успешно ја направивме таа работа, затоа што имавме 4 панела, преку 16-17 говорника. Ќе продолжиме со кампањата по ова прашање и дадовме еден навистина демократски цивилизиран одговор на едни нецивилизирани пораки кои ги имавме од Милорад Додик во јануари во Скопје. Да, ајде уште едно прашање за ова. Тоа е всушност главна дебата или главна борба се води околу дискурсот на тоа дали Сребреница е геноцид или е злосторство. Па дури оние кои го негираат геноцидот, како да речеме Милорад Додик или српскиот претседател Вучиќ, не негираат дека е извршено страшно злосторство таму. Но сепак инсистираат дека тоа не е геноцид. Зошто е толкава борба за таква разлика во семантика? Дали е злосторство или е геноцид? Зошто некој признава дека е злосторство, а не сака да признае дека е геноцид? Геноцидот е нешто што е многу поголемо од злосторство, нешто што е многу поголемо од масакар. Тоа е еден системски начин на уништување на едно население со една цел. Тоа не е дебата. Не би можел да кажам дека се работи за дебата, туку се работи за обид за протнување на еден наратив врз лажни фактографски нели, како да кажам, моменти. Од една страна, судот во Хаг јасно пресуди дека се работи за геноцид. Значи, не судат судовите на засегнатите страни. И кога некој донел таква пресуда, вие сте обврзани да ја почитувате. Од друга страна, целта е многу јасна, а тоа е релативизирање на се што се случуваше во агресијата врз Босна и Херцеговина. Ова пресуда носи уште една дамка која ќе остане врз тогашното раководство на државата Србија и на државата Србија како систем, не врз сите граѓани на Србија, а тоа е дека Србија е осудена дека можела, а не го спречила геноцидот во таа пресуда. И тоа е нешто што на нив им боде очи и би сакале нели да го релативизираат тоа и да сменат таа историја. Но во напливот на сите овие деструктивни наративи и посебно имајќи го контекстот кој се случува и во Украина и во Газа, посебно ние овдека на Западниот Балкан, како држави кои уште до крај не ја почувствувале придобивката од демократските системи и владењето на правото, и се почестото во периодов националистичко
националистичко дивење на ултрадесните структури, ние немаме никаков луксус да дозволиме тој лажен наратив да навлезе во нашите општества. И затоа сметам дека Република Северна Македонија, меѓу другото и тоа беше и целта на меѓународната конференција Сребреница совеста на светот, не смее да си дозволи како општество кое е мултикултурно, мултиетничко, кое има своји предизвици, да си дозволи негирање на геноцид на нејзината територија. Да. Добро, ајде малку да видиме што се случува на политички план. Имаме неколку моменти. Еден од нив е разликите во мислењата помеѓу власта и опозицијата околу договорот кој е направен со Велика Британија за власта. Тоа е стратешки договор со за стратешко партнерство со Велика Британија. Опозицијата вели дека генерално поздравува таква идеја, но се уште не гледа таков договор, гледа само некаков меморандум за соработка и огромен кредит од 6 милиарди евра. Еве, како за вовед, како гледате вие на договорот? Јас морам да кажам дека ме радува вниманието кое Велика Британија и официјален Лондон го даваат на Република Северна Македонија. Сметам дека тоа е потребно. Јас подолго време зборував дека местото на Република Северна Македонија е во Европската Унија, но и во политички партнерства и со Вашингтон и со Лондон, и нормално со поголемите држави од Европската Унија. Од друга страна, ова е еден сериозен сигнал дека официјален Лондон ги сваќа проблемите на Западниот Балкан и ги сваќа предизвиците кои ги носи руско-кинеското влијание на Западниот Балкан. Ова може да биде еден механизам да се намали и руското и кинеското влијание, за кое јас подолго време зборувам дека е штетно и за нашата држава, но и за сите држави од регионот. За жал, ние како општество, посебно тука политичките елити кои во моментот го имаат поголемото внимание од медиумите, покажуваме една незрелост за една ваква голема работа и една голема можност, затоа што, како што рековте вие во вашето прашање, ова се сведе на тоа дали договорот е добро напишан, добро преведен, што е катастрофално да една ваква голема работа направите такви утки внатре во преводот и потоа нели во да го спуштите на една дневно политичка дебата и дали е стратешки договор или не е стратешки договор. Така да од тој аспект јас сметам дека е многу добра вест за Република Северна Македонија, дека Британија мисли на нас и мислам дека овој договор има една своја друга улога, а тоа е да овозможи, тоест да оневозможи да Република Северна Македонија повторно влезе во една самоизолација, каква што влезе после 2008 година, после самитот во Букурешт, кога останавме надвор од НАТО, и во каква што влегува сега со тоа што одбива да ги направи уставните промени и да влезе на патот кон Европска Унија и да хвати возот со Црна Гора и со Албанија. Сметам дека ова нивно внимание има за цел да не потурне, да се оствариме и нашата стратешка цел, втора стратешка цел после влегувањето во НАТО, да што побрзо го фатиме возот за Европската Унија и да не го пропуштиме следното проширување на Европската Унија, кое се предвидува да се случи најкасно до 2030 година. Да, во однос на договорот сега прашањата се прво самиот момент што сепак се работи за кредит за задолжување, и тоа историски најголемо во историјата на земјата, 6 милиарди евра. Тие пари и според она што го знаеме нема да бидат дадени веднаш, ќе бидат во транши, тоа ќе биде низ годините, низ разни проекти, но сепак сумата е огромна, каматата секако не ја знаеме исто така точно.
тоа е еден аспект од таа проблематика. Друг е она фамозно прашање за евентуално отварање на мигрантски кампови во Македонија, нешто што наголемо се зборува во британските медиуми, каде што директно се посочува како Македонија, како земја со која британската влада сака да разговара за тоа прашање. Сега немаме официјална потврда ниту од Британија, ниту од Македонија дека тоа е вклучено во договорот, но сепак многу би било чудно да е случајно во исто време кога се зборува за тоа да се прави ваков договор. Знаеме дека албанскиот премиер Еди Рама рече дека тој британците вели ми понудија да направиме такви кампови, јас одбив во замена за економска поддршка. Косово кажува дека тие ќе разговараат со британската влада за тоа прашање, дека генерално се отворени за таква работа и сега ние сме тука, спомнати сме, околу нас се спомнува, а ние молчиме за тоа. Мислите ли дека тоа може да биде дел од целата констелација? Угледни британски медиуми јавуваат дека се разговара и за такво нешто и нема причина да не им веруваме. Уште еднаш ќе повторам, самиот начин на нетранспарентност покажува дека нашата политичка елита, вклучувајќи ја владата секако, нема зрелост да разговара за вака суштински важни работи. И да го сведува тоа на еден дневен пиар во една дневно политичка борба. Република Северна Македонија е веќе сериозно задолжена земја, но ние имаме пред нас сериозни инфраструктурни проекти кои никогаш во овие 30 години не се направиле. Таму нели се зборува за клиничкиот центар, колку што можевме да видиме за жал од лошо транспарентниот однос. Потоа се зборува нели за довршување и на коридорот 8 и железничката пруга на коридорот 10. Се зборува за Чебрен и Галиште кои неколку пати во серија имаше неуспешни распишувања на повик за инвестиција во така еден важен проект. Сакам да кажам дека за жал повторно нашето општество иде во дебата сосема површно и сосема непотребно за една вака сериозна работа. Очигледно е дека парите нема да легнат одма, туку ќе мора да се направат вистински проекти кои ќе бидат со јасни перформанси за нивен почеток и крај изведување. И тука повторно Британија би можела да игра одлична улога во развојот на Република Северна Македонија. Околу мигрантите се повторува едно непишано правило, ако се сетите порано, токму од ВМРО ДПМН доаѓа обвинувања за мигратски кампови и населување на Република Северна Македонија со илјадници мигранти. Сега у овој момент, место да излезат транспарентно да кажат за што се зборува, пробуваат да ја игнорираат темата. Го споменавте Еди Рама, тој као ги одбил британците на оваа тема, но не заборавајте дека има многу сличен договор со Италија на истата тема. Да. Според тоа што можеме да го прочитаме на британските медиуми, се работи за Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и уште ќе се разговара со Албанија. Да, добро, ќе видиме за тоа сигурно дека ова прашање нема да прекине да се врти во јавноста и секако како и ќе стигаат и парите и траншите. Јас сакам да укажам на уште еден агол. Ние пред само скоро помалку од година дена спектакуларно ни беше најавен овдека заем од 1 милијарда кој доаѓа од Унгарија, на кои регионални влијателни медиуми, но и европски, пишуваа дека во суштина се работи за кинески пари, кои Унгарија ги зима од Кина, па потоа ги префрла кај нас, колку е тоа точно не сме увидни, но читавме во сериозни медиуми, сериозни анализи на таа тема. И
таа милиарда е исто големо задолжување за Македонија. Дел од тие пари се стигнати, не гледаме никаков отчет во нивната реализација, на што се потрошени, на какви проекти се направени од нив, кои инфраструктурни проекти важни за развојот на Република Северна Македонија се направени. Така да таа тема околу задолжувањето, јавниот долг на Република Северна Македонија, повторно е несериозна во дневно-политичките препукувања, затоа што тоа е сериозен проблем на Република Северна Македонија, но во таа тема и околу таа дебата треба да се влезе длабински со доста повеќе аргументи. Втора работа, кои се нашите искуства во изминативе 30 години, зашто сме се задолжувале и сме дојдени во една ваква ситуација и колкава е временската рамка за најавениот пристап до финансии од Британија за какви инфраструктурни проекти. Така да тоа се некои моменти кои ние мора да ги дознаеме со повеќе транспарентност, за да можеме да зборуваме доста посериозно на оваа тема. Од политички аспект, ке повторам, многу е важно да Лондон и западните центри имаат внимание за Република Северна Македонија и целиот регион на Западен Балкан. И ако е ова дел од програмата или ако е ова дел од нивните активности за да се исфрли руско-кинеското влијание, јас сум доста радостен за тоа. Да, всушност вкупните задолжувања во последната година изнесуваат 1 милиарда е од Унгарија, 500 милиона на домашен пазар евроврзници, сега овие 6 кои се најавени од Британија, значи зборуваме за 7,5 милиарди евра задолжувања во рок од една година, што е невиден преседан до сега во македонската политика, но ајде, ќе видиме како тоа ќе се развива. Премиерот Мицкоски гледаме дека неколку дена зборува за резолуцијата која треба да се донесе во Европскиот парламент во врска со напредокот на Македонија и тие амандмани кои се поднесени пред се од бугарските пратеници, од еден пратеник од ГЕРБ, каде што се оспорува македонскиот идентитет, што е на некој начин и познат став на Бугарија, не е нешто ново, но сепак гледаме дека премиерот повторува дека за него тоа значи дека македонскиот идентитет не е потврден од страна на Европската унија, дека тој бара потврда од Европскиот парламент за македонскиот идентитет со таа резолуција и вели дека на таков начин Брисел ќе покаже дека навистина македонскиот идентитет не се оспорува. Ја мислам дека нашите сојузници од демократскиот свет, од западниот свет, пробуваат да го извадат премиерот Мицковски на чист терен, по она што може да се види во начинот на комуникација, очигледно дека тие очекуваат и пробуваат да му дадат излезна карта за да се случат уставните измени и Република Северна Македонија да го фати возот со Албанија и со Црна Гора на следното проширување. Ако има добар резултат на идните избори во Босна и Херцеговина и се случи тоа што сега сите го очекуваме, ослободувањето од Додик, се очекува и Босна и Херцеговина многу брзо да фати чекор затоа што и она е кандидат за членка има кандидатски статус за членка во Европската унија, да фати брзо чекор кон Европската унија. Имајќи ги поранешните искуства, каде што Никола Груевски ветуваше дека ќе го реши проблемот со името, но купуваше време, те едни избори, те втори избори, па пак избори, па еве уште овие избори ќе го решиме проблемот, за на крај да не го реши. Мислам дека временскиот рок за решавање на овој проблем, временската рамка ќе биде под еден поголем, посериозен притисок од нашите меѓународни партнери. Ова што се случува во Европскиот парламент, јас го гледам како една подадена рака кон Мицковски, добро еве да ти олесниме за да ги направиш уставните измени. Иако ние суштински кои го следиме процесот кон Европската унија, знаеме дека никој не може на вас да ви даде гаранција за тоа што сте вие.
ние имавме едни лажни наративи во минатото дека со Преспанскиот договор се нарушува идентитетот на етничките македонци. Па еве гледаме Република Северна Македонија е во НАТО, а баш овие министри и дел од сегашните претеници кои ги градеа своите кариери на тие наративи и ги поплочуваа своите политички победи на тие наративи, денеска гледаме дека се етнички македонци, значи не се нешто друго. Затоа сметам дека би било добро владата што побрзо да ја прифати таа подадена рака од нашите партнери од Европската Унија и да влезе во тој процес што побрзо, затоа што Република Северна Македонија, како што кажав и на претходното прашање, во овој момент изгледа дека сака да влезе повторно во еден само изолационистички филм кој сме го гледале од 2008 година до 2016 година. Тој по дефолт е сериозен проблем за нашата држава, затоа што стопирањето на патот на државата кон Европската Унија ќе создаде една нова општествена криза, која внатре ќе содржи повеќе други кризи. Едната е политичката криза, поради застојот кон Европската Унија на исполнувањето на стратешката цел на државата. Втората криза ќе биде нарушувањето на довербата помеѓу различните етнички заедници. Третата криза ќе биде тоа дека ние во пристапните фондови имаме уште повеќе пари кои се како грантови и можеме да ги искористиме во развојот. Како што гледате, нашата економија во овие 30 и кусур години не покажува можност дека може сама од себе да генерира одреден развој. Тоа е исто една длабока тема за која треба многу повеќе време, но ние мора да ја реформираме и речиси целата економија. Затоа што на овој начин веќе гледаме дека во овие 30 години нема значителен раст и пораст на стандардот на граѓаните во онаа мера во која е потребен. Добро, и сите овие моменти ќе предизвикаат уште една општествена криза која во овој момент додека го гледаме ова што се случува во Украина и геноцидот кој се случува во Газа пред наши очи, ние немаме луксус како држава да си го дозволиме и како генерација. Мислите ли дека оваа резолуција, еве, бидејќи таа се носи со мнозинство во Европскиот парламент и барем според информациите би требало да помине без прифаќање на тие на бугарски или на некои амандмани кои ќе бидат поднесени од грчки претеници, дека ќе биде, ајде да речеме, некако во полза на Македонија донесена. Мислите ли дека доколку таа резолуција биде донесена, дека тоа е дел од некаков тој пакет кој Брисел би го испорачал од нивна страна, што би требало да убеди нашата влада за да ги прифати уставните измени? Јас гледам дека они се трудат да на секаков начин и дадат некаков аргумент на владата, која потоа на своето гласачко тело ќе им каже ова ние го баравме, но да подсетам ние имавме резолуција и во Бундестагот. Мислам, сега замислете Европскиот парламент да почне да усвојува резолуции за секој народ. Затоа сметам дека треба еден посериозен пристап. Стратешка цел за членство во Европска Унија е на Република Северна Македонија. Не смееме да ги замориме нашите партнери и да кренат раце од нас. И затоа ви кажав дека сум радостен и ова што го гледам и од Брисел, и ова што го гледам вниманието нели и од Велика Британија, дека тие се трудат. Јасна им е нашата блиска историја и нашата за жал потреба како општество да влагаме во само изолационистички филмови, да пробат да ни помогнат да излеземе од сето тоа, но секако одлуката тука ќе биде на владата. Она што мене ми изгледа е дека
ние гледаме едно дежаву кое сме го гледале со Груевски и да не ве чуди дека ние после локалните избори за да се избегне сето ова, владата да направи нови парламентарни избори идната пролет и да влеземе од циклус во циклус кој е уште еден од индикаторите за општествена криза во државата. Да, изборен циклус, да. Да, кога зборуваме за изборен циклус, тоа е можеби станува се поверојатно, особено со излегувањето на таравари од владата, со намалување на бројот на албански пратеници кои се дел од владата, веќе имаме едно, да речеме, историско ниско ниво, иако ние немаме сега реално, тоа не е ставено во изборниот законник или во уставот колку албански пратеници треба да има во владеачкото мнозинство, но сепак тоа е еден дел од, тоа е еден општествен договор кој треба да ги рефлектира меѓу етничките проценти и во составот на владата. Значи, тука се назира и некаква криза во однос на тоа прашање, па така можеби е и логично власта да оди кон некакви предвремени избори. Мислам дека ВМРО ДПМН имаше свој партнер вовлен во нивниот суд со ДУИ, но мислам дека кај нив имаат едно отсуство на чувство во која позиција е нивниот партнер во власта. Допред овој наратив со Британија, кој е нов, ние овдека гледавме урбанизација на Република Северна Македонија, со се што тоа значи, еден примитивен национализам, еден наратив на жртва од Европската Унија, од НАТО, еден антидемократски наратив. Потоа имавме на делот од македонските медиуми пред да почнат студентските протести на една глорификација на Александар Вучич. И замислете го, тој било кој албански партнер во власта, кој треба да биде партнер во таа влада, да биде партнер во изолацијата на Македонија од Европската Унија, во приближувањето кон Вучич и кон Орбан и кон Путин, тие за година-две ќе бидат сериозно оштетени во својот политички рейтинг. Така да, ова со таравари кој се случува е сосема природен рефлекс на таравари. Јас ќе ве потсетам, тие има ветување дека нема да влезат во ниедна влада ако не се осигура европскиот пат. Па откога влегува во власта без такво осигурување, збореа дека за 6 месеци, ако нема придвижување на патот кон Европската Унија, дека ќе излезат, па поминаа 6 месеци и нивниот електорат, не само опозицијата, нивниот електорат прави притисок. И ние сега доаѓаме во една дополнителна етничка поделба во државата, каде што македонскиот национализам бил да наратив дека Република Северна Македонија не треба да иде кон Европската Унија затоа што доживеала големи неправди, а од друга страна наративот на албанските политички партии е дека ние мора да продолжиме со демократскиот свет и дека нема што да бараме ние со Вучич, со Орбан и со Путин, и дека иднината на Република Северна Македонија не е да стане Белорусија во Западниот Балкан. И тоа ќе предизвика една политичка криза, но ќе предизвика и етничка криза. И затоа ви зборувам цело време дека ако продолжи изолацијата, само изолацијата на Република Северна Македонија, и замислете го контекстот за 2 до 3 години, кога Црна Гора ќе влезе во Европската Унија и Албанија, какво демотивирачко чувство ќе има за оние граѓани кои во мнозинство сакаат да видат Република Северна Македонија во Европската Унија, и каков ќе биде тогаш контекстот и колку уште подлабоки ќе бидат и политичките и етничките поделби. При тоа, економијата која нема надеж дека за брзо ќе стигне во Европската Унија, таа нема да може да оствари
никаков скок и никаков раст, и таму ќе имаме демотивирачка приказна и у еден момент ќе се најдеме во една држава која е затворена сама во себе и која има повеќе кризи внатре кои ќе мора да ги решава. Да, добро, пред самиот крај ви молам за кусо прашање, едно политичко за вас, еве, доколку има избори, дали вие како партија, како СДА имате одлучено како би настапиле на тие избори, самостојно, во коалиција? Досега бевте во коалиција со СДСМ во претходната влада? Ние сме опозицијска партија и првенствено на политичкиот спектар се водиме да разговараме со политичките партии кои се за брза интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија. Локалните избори се специфични избори. Ние сме подолго време се залагаме и уште пред локалните избори и претходните парламентарни и претседателски избори, ние се залагавме да се создава соработка помеѓу сите политички партии без разлика на нивната етничка позиција или некоја поголема идеолошка разлика, односно и умерено леви и умерено десни партиите од центарот, дека единствената поделба во државата е оние кои сакаат да видат државата во Европската Унија и оние кои го стопираат тој пат. Секако дека ќе продолжиме да разговараме и со сите политички партии и со сегашните партнери, но некаде веројатно може и да настапиме и сами, се разгледува и таа опција. Локалните избори се такви каде што некаде настапувате во коалиција, некаде можете сами, но нашата интенција е да соработуваме со опозицијските партии кои се залагаат за Република Северна Македонија да стане што побрзо членка на Европската Унија. Да, добро, Џелал Хоџик, ви благодарам за ова гостување. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите.